И покрај необезбедувањето на обучен и стручен кадар, во последните 3 години набавени се 7 нови апарати без соодветна анализа и координација. Тоа довело установите да се соочуваат со потешкоти во извршување на здравствените услуги, затоа што немаат обучени доктори и радиолози да ги читаат резултатите од извршените снимања, па затоа и не се закажуваат доволно термини. Сето тоа доведува до чекање и ненавремено читање на резултатите. Ненавремено дијагностицирање на евентуални заболувања, што несомнено влијае на исходот на самото лекување, а со тоа и на квалитетот на здравствената услуга. Во болницата во Тетово најмалку се снима, во просек по 843 пати годишно, но за шефот на радиологија Арген Тимери се создава погрешен впечаток врз основа на бројот на апарати и направени снимки. И самиот доктор признава нема кадар. Само двајца во болницата ги читаат снимките од магнетна резонанца. И јас и колешката која покриваме дијагностиката со магнетна резонанца, покриваме и дијагностика на дојка, која вклучува уште 2 апарати, као што е ултразвук на дојка и мамографија. Значи не може да се спореди Тетово со двајца радиолози кои читат магнет со други центри кои имат поголема бројка на направени снимања и кои работат на 2 смени и каде тој број на снимања кој може да е 2 пати поголем од нашиот, но го читат 10-кратно поголем број на радиолози. Слободни термини има, но за џабе. Годишно на еден апарат се снима 2800 пати, што е под просекот во Европа, кој се движи до 9000 пати. Од 10 болници кои имаат магнетна резонанца, само 3 ги вршат сите видови на дијагностика. Најмногу се снима ребетен столб и глава. Битола е шампион. Со еден магнет во просек прави по 4390 прегледи. Потоа Институтот за радиологија, кој има 3 апарати, но далеку помалку прегледи врши или 3697 на годишно ниво. Магнет е многу интересна и премногу барана, дури злоупотребена како метода. Мислам дека тука е основниот проблем, да се утврди кој е пациентот хитен за магнет, него да му дадеме предимство. Има драстични разлики во однос на објавени и закажани термини со на крајот реализирани. Од вкупно над 110.000 слободни термини, искористени се нешто над половина или 56%. Во овој случај, шампионското место го држи поликлиниката Чаир. Најголемиот губитник на табелата е ГОП 8 септември, бидејќи има на двојно помалку прегледи од објавените и закажаните термини. Ништо подобро од овој аспект не е ни болницата во Битола, која реализира само половина од закажаните термини. Тетово е пак на висина на задачата. Зошто не се искористуваат сите термини е поради многу фактори. Прво е оправданоста на тоа што се упатил пациентот за таа одредено снимање. Претежно некогаш пациентите се случува да чека додека стига до снимање, но тоа ке нас не трае повеќе од месец дена. Ако снимањето баш било некоја болка у кичмата или нешто што му прошло на пациентот за 2 дена, но тој бил нестрплив, се пријавил, докторот проценил дека треба да му даде упут и тоа се соочуваме со такви ситуации да пациентот не се појавува на снимање на одредениот датум. Проблем е и репарирањето, кое предизвикува одолговлекување на работата, а нема договор со фирми за редовен сервис на апаратите. Ревизорите утврдиле дека слабата искористеност на слободни термини се должи на тоа што во мој термин може да се резервираат термини за одредени болници и за одредени заболувања за пациенти со потешки болести. Не секогаш оваа можност се користи соодветно, согласно реалните потреби, а при тоа нема механизми за искористување на незакажаните и нереализирани термини. При тоа фактот е дека специјалистите издаваат упат за магнетна резонанца и кога нема оправданост за тоа. Често се случува специјалистите да дадат упат за снимање со магнет без да бидат исцрпени поедноставните и поевтини претходни дијагностички процедури како што се рентген или ехо
прегледи. И сега ова неумерено и неконтролирано упатување доведува до прекумерна побарувачка на термини за магнет и од друга страна помала достапност за оние кои навистина им требаат овие услуги. За проблематичното закажување на термини ревизорите вината ја лоцираат во Министерството за здравство. А кога се нема кадар, се ангажира однатвор. Тоа пак чини пари, речиси 150.000 евра. Секоја болница различно си плаќала, односно го вреднувала трудот на докторите. Па така докторите земале од 245 до 900 денари по снимка. За час работа се наплаќало 284 денари, додека за 24 часовен ангажман од 9 до 18.000 денари. Некои доктори били во две болници во исто време, додека еден доктор бил цел ден дежурен во болница во Прилеп, 6 часа бил на смена и во соседната Битола. Меѓутоа, покрај разликите во надоместоците, утврдивме и недоволна контрола за потврдување на ангажманот на докторите. И поради ова различно вреднување на трудот на докторите, дадовме препораки до Министерството за здравство, што е можно побрзо да воспостави еден воедначен начин на уредување на спогодбите и да воспостави контрола на ангажманот на докторите и секако овие плаќања да се базираат на реално извршени услуги. Ревизорите нотираат и дека нема трага на кој начин е извршена наплата на услугите од Фондот за здравство во вредност од 1,8 милиони евра. Со тоа постои можност здравствените установи да загубиле најмалку 200.000 евра од партиципација на пациентите. Само во една болница 8 септември се врши приватно снимање и за тоа повеќе ќе платат македонските државјани од странците. Цената за нив е 16.000 денари или 47% повисока. Пациенти од земјава ќе издвојат 8.500, а за остатокот од 7.500 денари. За странците една снимка е околу 11.000 денари. И додека во една прилика, токму во 8 септември, со шампањ се ставаше во употреба новиот дијагностички центар на магнетна резонанца, на граѓаните не им е до славје.